Поштовани слушатели на Македонската радио програма 3 пати Z на бранова должина 92,3 FM MHz. Денес наш соговорник е Петар Богоевски од политичката партија Македонски концепт. Петар, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден и ви благодарам на покана. Кажете ми како е во Мелбурн? Па добро е, убаво е кај нас. Времето е добро, ние македонци сме добри. Се обединувате ли постепено? Па ние никогаш не сме биле разделени во Австралија. Се радувам да е така. Не ние... ги заборавајте и тие македонците со плавото знаме што мафтаат, исто се како нас македонци иста крв. Кои македонци? Ние сите заедно сме, ви во цркви, на пејачи, на... Во моментов, нели, малку се двојат, малку има антагонизми или имаше антагонизми во минатото, сепак да работиме перспективно на едно големо обединување на македонците и цел свет. Овде веќе го започнуваш интервјуто необично, бидејќи одиме во програма. Јас сакам да ви посакам добре дојде на Македонската радио програма и на нашите слушатели. Почитувани слушатели, разговорот наш ќе биде околу политичката партија Концепт и она што мене ме изненади, но од друга страна јас одамна повикував на обединување на опозицијата. Ако сака Република Македонија, односно македонскиот народ да има собствена држава. Впрочем, тоа се направи деновиве неколку политички партии, од помалите политички партии, кои така во наводници да кажам дека се помали, може да бидат големи, пристапија кон ВМРО ДПМН. Господине Богоевски, уште еднаш ќе ви речам добар ден и добре дојдовте на Македонската радио. Ја морам да ви дадам една мала забелешка. Да. Ние сме пристапиле кон ВМРО ДПМН. Да пристапиш кон ВМРО ДПМН, значи да се зачлиниш во ВМРО. А не да се зачлиниш, јас кажам дека... Ние постигнавме спогодба, договор за соработка на парламентарните и претседателски избори со цел максимализирање на опозициониот... Добро, ќе ги поставам прашањата за тоа, за слушателите и за нас. Да, само да бидат прецизни формулациите околу тоа со ВМРО ДПМН, бидејќи често многу луѓе тоа го презентираат како некакво си враќање. Добро, потоа ќе го раскажеш. Тоа треба да видиме. Да продолжиме со прашањата, јас да ви поставувам прашања, вие да одговарате. Бидејќи денес забележав утро во австралиско време вашиот дуел или интервју со Мечка и со Милош беше многу жесток. Имавте сосема спротивни видувања, меѓутоа не се почитуваше правилото, да кажам, медиумско правило, прашање и одговор. Најнапред, првото прашање нека биде од каде идејата за закрупнување на опозицијата во Република Македонија. Вие, Љубе Бошковски со неговата партија, Стојан Чангелов со неговата партија и чинам беше либералната партија на Трајанов, нели? Демократски сојуз, мислам дека се Демократски сојуз, да, на Павле Трајанов. Не знам други дали ќе се приклучат, меѓутоа добро би било кога сите опозицијски партии да се соберете и да направите една таква спогодба, како што ја направивте вие. Тука нема и интегра со Љупчо Христевски. Од каде вашата идеја? Бидејќи јас пред неколку недели напишав избори за фотели, односно зборував дали ова ќе бидат избори за фотели или избори за спас на македонскиот народ и Македонија.
Повелете. Ние од пред да се регистрира Македонски концепт како партија, од пред година и половина, говоревме за потребата од обединување на опозицијата со цел да не ни се повтори 2020 година, кога за минимални изборни резултати опозицијата изгуби пратенички мандати, а власта остана повторно истата власт, значи остана на власт. И тоа го прагматично или реално го спроведивме со поддршка на опозиционите кандидати за локалните избори. И ние како граѓанско движење тогашно дадовме силна поддршка на кандидатите на опозицијата за градоначалници и советници. Што не е нешто ново, сосема во континуитет наша политика. После формирање на партијата или регистрација на партијата, пред година и нешто, ние започнавме, прво што започнавме беше повикот за обединување на опозициониот блок во земјата, јака тоа на нас ни биде доминантна агенда. Како во наредниот период да направиме процеси на помирување на раскарани политички лидери, активисти, мислења, ставови и да дојдеме до едно решение на окрупнување, секако предводено од ВМРО ДПМН, бидејќи таа е најголема политичка партија во земјата опозициона и со најголем капацитет да прави таков тип на обединување. Разговаравме со многу политички партии, дел од нив го препознаа моментот историски дека на Македонија и треба македонско обединување со цел да дојдеме Пократки одговорите да бидеме, да поставам повеќе прашања. Па ви кажувам како сега тоа е, како дојде тоа сето. И значи дел лидери го препознаа моментот, дел не го препознаа, останаа надвор, дел намерно не го препознаа бидејќи се платени. Ќе зборуваме за тоа, сега ме интересира. Центри и работа за туѓи бели дворови и така некако дојде до тој договор за соработка помеѓу Македонски концепт и ВМРО ДПМН, со кој се надевам дека ќе направиме се што е во наша моќ, колкава и да е таа моќ, да помогнеме за победа на опозицијата во земјата. Добро, вие ме интересира, односно за јавноста пошироко, не само овде, бидејќи не следат Канада, Америка, Европа, секако дека и во Македонија не следате, се јавуваат луѓето, поставуваат и прашања, ве поздравуваат, не поздравуваат нас. Второто прашање, дали поединечно ги правевте, мислам зборувавте со Мицковски или пак сите заедно бевте? Не разбрав. Дали поединечно бевте или сите заедно бевте за да ги кажете секој? Не. Јас апсолутно сите разговори помеѓу Македонски концепт и ВМРО ДПМН си беа одвоени и уникатни, самостојни, без никаков приклучок на трета страна. Да, го поставувам ова прашање бидејќи имавте, односно знаеме и ние и вие знаете дека опозицијата беше како рогови во вреќа, особено вреќањето сега на Стојанче Ангелов од СДСМ и учествуваше тој во ова спогодба, нели? Да, за промена на името. Таму беше и Павле Трајанов. Джентлеменски убаво да ги поканите и нив во гости во вашата емисија, за да си одговорат за нивното минато и поведение. Ја не би се впуштал во оценка на работата на политичките партии кои се вклучија во опозициониот блок. Кај нас имаме принципиелен став, ниту сакаме некој да ни се меша во нашата партија, ниту па ние се мешаме во внатрешни работи на другите партии. Така, како ќе имате влијание кај гласачкото тело со Македонски концепт, кога сте во коалиција заедно, соработка со ВМРО ДПМН, каде што очигледно веќе направивме.
Само за направи. момент, Петар, само за момент. Кога очигледно имате различни конституции, имате различни јавни настапи. Вие во последно време жестоко напаѓавте, односно не напаѓавте, го браневте македонскиот идентитет. Јас ве следев на сите ваши интервјуа, што имавте и храброст да се одважите да му вратите и на Агим Јонус и на другите, нели, на што го бранат Дуј, односно УЧК. Вашиот концепт, еве, јас го знам, меѓутоа за нашите слушатели, македонски концепт, што нуди на македонскиот народ, особено, видите, нас многу ни е одвратно тоа граѓаните во Австралија, особено бидејќи се ова сега што е македонскиот народ како да не постои во сопствената држава и дека не е ни носител на државноста на Република Македонија и постулатите на Аснум или како на Подруга Подине или Не ве разбрав што ви е одвратно. Граѓаните, Баш што наместо македонскиот народ или македонска нација, граѓаните. Имаме ние и селани, имаме само граѓани. Не, тоа се празни мовети. Не се Значи, празни. Јас ви поставувам прашање. Граѓанин или селанец нема врска. Има врска како нема врска. Нема Да. врска. Крушевчанец е од Крушево, Битолчанец е од Битола, има врска. нема врска. Јас сум од село, има врска, како не? Нема врска. Граѓанин е правна категорија во уставното и во конститутивното право. Меѓутоа во Австралија го нема тоа, не политичарите не граѓанин- се обраќаат до citizens, се обраќаат Australian nation, Australian people. Australians. Граѓанин е државјанин на Република Македонија, а не селанец или граѓанин по место на живење. Тоа е прва работа. Втора работа, имам еден проблем што многумина од странство, но и од дома, како на пример Бујар Османов, се обидуваат да наметнат северно-македонски граѓани или северно-македонци. Па тоа беше на врвот на јазикот на ова влада. Ние на тоа жестоко реагираме, бидејќи спротивно и на самата Преспанска спогодба и инсистираме на терминот македонски граѓани, а додека пак самиот термин граѓанин и нација е исто. Нација е citizenship или државјанство. Така да граѓанин или нација е исто. Ако прашувате за терминот македонски народ, тој има во себе, содржи две компоненти, демос и етнос. И тоа е една дефинициите. Кованица од социјалистичкото минато, која е длабоко вградена во нашиот народ и која не треба да отфрламе, напротив, треба да се употребуваме најнормално, не смета тоа на никого. И македонци, македонки, македонско, ја не гледам никаков проблем за употреба, така да... Грците никогаш не се обраќаат до граѓани, до грците, албанците до албанците. Сакате да кажете македонските политичари се обраќаат до граѓаните на Македонија? А не го вадите од устото на јазикот или на врвот. Па не е така. Јас на пример, не е така. Јас на пример гледаме, слушаме како кога се обраќам на сите, Да. се обраќам со зборот македонски граѓани или македонска нација, бидејќи Добро, тоа е исправно. се однесува на сите. Меѓутоа граѓаните на северна Не, тоа не го прифаќам. Се однесува на сите граѓани. Меѓутоа, кога зборувам за етничките македонци, тоа се обраќам со зборот македонци. Се кој е проблемот? Ние кога би станале онака како што треба, граѓанска нација, македонци би биле сите граѓани во Македонија. И ние би требале да се обраќаме со зборот сите жители кои живеат. Да, треба да се обраќаме со зборот македонци на сите жители кои живеат.
Да. И тоа не го оспорува не оспорува етничката припадност Добро, на во ред, секој сега од. се разбравме. Добро, јас го Да, знам терминот, тоа е исто меѓутоа ве како прашувам заради слушателите. Тоа исто како австралијанец, те вас, сите граѓани, Сите сме жители австралијанци. на Австралија, а вие етнички сте македонци, други се грци, Нас трети во се кинези. документите ни пише дека сите сме австралијанци, од еден до последен. Да, да, да. Да. Тоа е концептот на граѓанска нација. Да, затоа ти кажував дека, И извини што се... Австралија има таков граѓански устав, во Да. кој вашата етничка припадност ја Се става губи во сферата на се губи во австралискиот народ или австралиската нација. И не, ние сме етнички македонци вака во затворено студио. така, тоа си Така, останува во во едно вашата гето припадност. кое не се пишува никаде во документите. Меѓутоа во Македонија имаме ние во документите дека е албанец, ете тоа не помина на уставен сега, нели пишуваше на документ, на лична карта, што тоа никаде, тоа мисламе противуставно или противзаконско е да кажуваш ти што си по Не, етничка. таму беше погрешно напишано бидејќи влада е тотално неписмено за македонската администрација и во парламент. Таму беше напишано nationality или националност албанец, што е скандал. Тој може да биде по nationality албанец во Албанија. Дури и во Косово не може. Пошто по nationality во Косово е косовар. А во Македонија по nationality може да биде македонец или македонски граѓанин. Ако стоеше етнисити во графата и во етнисити наведиме македонци, албанци, турци, роми, власи и така натака, тоа што јас не сум против да стоиме по етнисити тоа што сме. Добро, што нудите вие? Што се спогодивте со Мицковски, со ВМРО-ДПМН? Јавноста треба да знае што ја нудите вие за да ве изгласа, за да има промена на 8 мај на парламентарните Така, да. избори. Што се Прво, спогодивте? клучно за кое сме зборувале е реформата на јавната администрација, која треба биде жестока, темелна и тешка, и која е рак рана на постојањето на македонската државност. Таа реформа има неколку модели на трансформација, ние го понудивме јавното предприемништво, алатките на јавното предприемништво како дел од најсовремените методи од најразвиените земји во светот. Данскиот пример, ирскиот пример. Се надевам дека тоа ќе биде прифатено и дека ќе успееме да го имплементираме заедно, особено во делот на кратење на бројот на институциите и целоста трансформација на јавните предпријатија, кои бараат посебна умешност и работа. Друга работа е околу фискалната политика во земјата. Овие направија крш СДСМ, соданошната политика во земјата. Ние планираме Не беше само СДСМ, беше и ДУИ. Да, и други. Сакам да спомнам само на еден момент. Секогаш кога се прават интервјуа на македонските медиуми, секогаш се заштитува ДУИ, или е виновна ВМРО ДПМН или е виновен СДСМ. Меѓутоа раководи со Македонија Али Ахмети 20 години. Да, ја викам владата на ДУИ и нивните СДС измеќани. Добро. Може така е подобро кажам. Добро, кажи така. Значи, клучно е да направиме земја со најниски даноци во Европа, бидејќи на таков начин ќе ги зголемиме приходите во буџетот. Клучно е да видиме што со капиталот кој е изваден од Македонија и кој треба да се врати да се инвестира во земјата. Клучно е со создавање на услови за инвестирање на македонската диаспора во сопствената татковина, бидејќи во овој момент најнепосакувани инвеститори, најмалтретирани инвеститори, најуценувани или рекетирани инвеститори се македонците од диаспората. И низа други економски политики кои ќе создадат таква бизнис клима да ние се вратиме барем на минимална стапка од годишен раст од 4 до 5%, која е минимална, викам, за земја како нас,
бидејќи може да биде многу повисока. Пред се зборуваме за областа на земјоделието и производството на храна, туризмот и извозот на аранжмани, IT технологијата и извозот на софтвер, и енергетиката. Македонија може да стане земја благодарение на своите природни ресурси, да биде не увозник, туку извозник на енергија. И тоа, тие 4 компоненти не се спорни за ВМРО ДПМН, и во тој поглед сме усогласени. Околу националните политики и националните прашања, ние Тоа сме најмногу нас не интересира, националните прашања. ние сме за отфрвање на сите типови на уцени на албанскиот фактор за промена на уставот со цел внесување на бугарите, но покрај тоа да шверцуваат нели на нивни типичен шверцерски начин и ред други шовинистички албански барања кои се надвор од Охридскиот договор. Ако албанците сакаат да го напуштиме Охридскиот договор, нема проблем, ќе го напуштиме, но прво што ќе напуштиме ќе биде балансерот и бадентерот. Тоа ќе направиме граѓанска држава во која нема да има етнички квоти за ништо во земјата, ниту за вработување, ниту за школување, ниту за стипендирање. Се ќе се биде како во Австралија, на индивидуална основа и не може да постои апархеид. Малцинството да одлучува за мнозинство. Сега имаме ситуација каде што за македонските етнички прашања имаат право да се мешаат албанците и да одлучуваат во наше име, без да не прашаат за мислите етничките македонци, а одлучуваат за мои прашања, за мој идентитет, за моја интима, заедно со македонски измеѓари од СДС, од друга страна, ние не можеме да кажеме за албанските прашања, бидејќи морало да го консултираме бадинтерот, односно тие да дадат согласност. И се замислите која иронија. Во Македонија можеш да гласаш дека не постои македонски јазик и тоа може да се изгласа во македонски парламент со албанците и нивните измеќари од СДСМ, а ние немаме право на бадентер и на мнозинство и на мнозинска согласност на македонците етнички. А обратно, за албанскиот јазик не смееш ништо да кажеш, бидејќи мора да изгласаат мнозинството етнички албанци за тоа. Значи, ние сме во ситуација во една катаклизмичка состојба по националните прашања. Слепци го подпишаа Охридскиот договор, без визија што подпишуваат. Слепци го подпишаа Преспанскиот договор, без визија што подпишуваат. И ја доведува земјата во крајно подчинета положба, и надворешно, и внатрешно. Се надевам дека со многу силен ангажман ќе успееме. Господине Богоевски, тоа е концептот на македонски концепт на вашата политичка партија. Меѓутоа, тука ќе дојдете сега, мислам сметам јас, дека ќе дојдете ќе се судрите и со ВМРО ДПМН, меѓутоа ќе се судрите и со меѓународниот фактор. За вас Македонија ќе биде северна? Се помиривте со судбината? Во овој момент, согласно одредбите на Преспанскиот договор, северна не смее да се употребува за внатрешна употреба во Македонија. Бај. Да. Значи, во овој момент, се додека не почнат преговорите со Европската Унија и не се затварат поглавја, вклучувајќи и 5 годишен период после тоа, ние не смееме да употребуваме северна за внатрешна употреба. Доколку македонски концепт има доволно сила и моќ да влијае сега веќе во заедничката платформа, со ВМРО ДПМН и десетици други партии кои се дел од таа платформа, во рамки на нашата моќ да влијаеме, ние ќе побараме суспендирање на употребата на терминот северна за внатрешна употреба, согласно одредбите на самиот Преспански договор. Кога ќе отвориме и треба да го употребиме Преспанскиот договор како оружје против европската бирократија, против бриселските бирократи, кои сериозно излажаа Македонија и македонците, и се додека Брисел не ги отвори преговорите со Македонија, ние имаме право на целосна суспензија на употреба на терминот северна. Добро, Брисел, знаете вие дека, не знам се дали знаете, меѓутоа јас знам
дека Европската унија нема да има проширување најмалку за 10 или 15 години. А исто така вие знаете дека од оние поглавијата кои се 35, дека кој било од државите има право на вето, без разлика што досега кажуваа Заевци, Зоран Заев и другите, дека се бетонирани јазикот, името, идентитетот и така натаму. Но, еве, например, може Грција да му шепни на Кипар, Кипар да поставува прашање, односно да ставува вето на Македонија. Таков е уставот, таква е конституцијата на Европската унија. Така е. Меѓутоа, другата работа што сакам да ви кажам, не знам дали ме следевте во Македонија кога бев на една телевизијата, јас покажав поделба на Европската унија на старата гарда, во кој припаѓаја Британија, Германија, Италија, Шпанија, Португалија, Белгија и новите балтичките држави Полска, Бугарија и Романија и Унгарија. Тука тие се поделени и политички и економски. Затоа се формира тој отворен Балкан. Дали ме следите? Да, целосно. Да, затоа го формираат тој отворен Балкан и да формираат еден блок кој ќе биде од Србија, Македонија и Албанија. А другиот блок ќе биде, само за момент, другиот блок ќе биде Косово, Босна и Црна Гора. Значи да нема големи Албании и големи Срби, меѓутоа да има размена на да нема граници, да нема размена на стока. Мислам дека или формирање на поранешна Југославија, наместо Словенија и Хрватска, тука влегува Албанија. Ги читам сега во моментов коментарите на вашиот стрим. Да. И се чудам какви зелени глупости тресат македонци. Добро, не ги навредувај. Сега имаат право да прашаат. Жал, јавна личност. Македонците сме жално, со жално поведение. Значи, видете, ние сме против Отворен Балкан. Отворен Балкан беше проект со кој го измисли Заев со компанија за да или го прифати српската иницијатива за да се извади од скандалот со ЕУ, што го отфрлија од ЕУ. Го излажаа, го смена името и го отфрлија од ЕУ онака најбезобразно како кондом. И он влезе во тој... Ќе ве молам, слушај, кај нас на македонската радио програма не употребуваме такви... Во тој европски, во тој Open Balkan, за да се вади на нешто дека прави, дека возов се ниша, не се движи, ама нешто се ниша. И на крајот тој пропадна, Албанија се повлече од тој Отворен Балкан, американците никогаш не дадоа поддршка на тој Отворен Балкан, тоа се распадна, сега за жал Босна не претица, веќе Босна е пред Македонија, Босна веќе отвори пристапни преговори, замислете Србија која е уште во војна, која се уште не контролира дел од територијата, односно има територијални проблеми со Косово, има отворено преговори, има затворено еден куп кластери, Црна Гора има отворено еден куп кластери, Босна отвара преговори, а Македонија на сите неправди врз нас не се случува тоа што се случува и вината да се гледам во нас. Во народ што коментира на вашиот стрим, кој е слеп, не гледа што се случува. Не го навредувајте народот, ве молам. Вие сте Богоевски, вие сте јавна личност. И од инат македонски, спроти глава си работиме, и од такво бирање на политичари недоветни, ние стоиме и само си плачиме дека сме онеправдани и повторно, за жал, сме оставени на маргините на проширувањето на Европската Унија. Има решение за тоа, ако се зафатиме сериозно со работа, со тотален рестарт и внатрешно на состојбите во земјата, но и на разговорите со Европската Унија. Целосно го промениме поведението како комуницираме со ЕУ. Ние треба да комуницираме достоинствено, не со ситка на кичма со ЕУ.
бидејќи европјаните не почитуваат политичари со ситкани кичми, туку почитуваат политичари исправени, горди, свој на своето, кои знаат за што говорат. И ако така започнеме да разговараме со ЕУ, јас мислам дека за кратко ќе стане нецелисходна европската рамка, таа преговарачка рамка, ќе се тргнат бугарските услови во состојба во која се сега, ќе се допрецизираат работите во таа рамка во врска со бугарските уцени и ќе може Македонија да продолжи напред со тоа што најбрз пат до влез во ЕУ е носење на нов, целосно нов граѓански устав на Македонија. Дали ќе се сложи вашите сопартици, да кажам сега, ВМРО ДПМН како најјака опозиција? Не мисле со партици ВМРО ДПМН, тие се наши соработници. Соработници нека бидат во ред. Прво што слушаме од фронтот на албанците, опозицијскиот фронт е бараат да се тргни 20% од уставот на Република Македонија и нормално тука второто барање од нив е албанскиот јазик да се употребува на цела територија на Македонија и за меѓународна употреба. Со кого ќе коалицирате вие? Видете, кога зборуваме за напуштање на Охридскиот договор, ви појаснам. Сега кога говориме за употребата на албанскиот јазик, сакам да барањата, зборуваме за барањата на опозицијата, тоа го кажува Таравари. Само да се доизнесам. Да, сега го кажа Таравари. Во актуелниот закон за јазици е спротивен на европските принципи и вредности, не е одобрен од Венецијанската комисија. Да, ма врви. И тој закон е шверцуван во Македонија и ова што во моментов се вика закон за употреба на јазици е антиевропски. И тој треба да биде укинат. Дали ќе го укините вие? Доколку македонски концепт има доволно сила и моќ, да. И ќе лобираме знаеме дека немате толкава сила, затоа зборуваме за целокупната коалиција. Во рамки на нашата платформа опозициона ние ќе действуваме во таа насока. Да се донесе нов закон за јазици согласно највисоките европски стандарди, одобрен од Венецијанската комисија. Во поглед на тоа дали се вика јазик од 20% или албански, албанците не се во право, бидејќи тоа е ставена одредба во уставот и за другите јазици, не само за албанскиот. Албанците некако тоа се го припуштија само за себе. Значи не е така. Ако задутре и србите станат 20%... Има дискриминација на другите етнички заедници. Така, и јазици. Ако србите станат задутре 20%, и они ќе имаат право на користење на српскиот јазик. Или ромите, или турците, или власите, или било кој. Значи тоа е клуч, тоа е формула ставена за сите етнички заедници. Но албанците сакаат да наметнат целосна албански идентитет на Македонија и македонската нација. Сега прават дури една кампања за античкото потекло на античките македонци дека биле албанци, односно албанците се вистинските антички македонци. Прават жестока кампања, има едно 10 портали од Тирана формирани кои работат на тоа. Тука во Македонија никој не реагира освен јас и неколкумина други луѓе. Тоа го игнорираат, па кога ќе дојде болката голема, тоа ќе ни текне, ама касно на македонците. Тоа албанците, таа тиранска пропаганда, албанците во Македонија ја голтаат како локумче турско, без проблем, им одговара. И сега има во моментов обид за создавање на албано-македонска нација. Како таква, целта е Македонија се претвори во косовска провинција. И тоа е многу сериозен и опасен процес, и тоа е една од клучните причини која нас не мотивираше да воспоставиме соработка со други партии, меѓу другите и ВМРО ДПМН. Често пати слушавме од пратениците на ВМРО ДПМН дека овој преспанскиот договор е завршена работа.
Ќе се помирите со судбината? Сите, А, овај и само за момент, овај договор е поголем од уставот на Америка и на Австралија. Подолг има 19 страници. а мислите подолг е од текстот на уставите? Да, подолг е. Да, и од И декларацијата за на независност на САД. Австралија уставот не е сменет во 1901 година, пред Илинденското востание. Така. Не е гибнат. Видете, Се носат видете. закони, меѓутоа уставот не е сменет. Преспанскиот договор ние треба да го искористиме сега Како? за директна уцена на ЕУ и за суспендирање на Северна веднаш. Со ова што тој е Преспански договор. Второ, треба под итно отварање на нови разговори со Република Грција во врска со македонство. Треба да знаете дека ние со Грција го споделуваме македонското културно и историско наследство, бидејќи Македонија е поделена во кој најголем дел од територијата припаѓа во Грција и во нашата Македонија. Меѓутоа тоа е присилно направено и не можеме да го споделуваме. И таму и на тој начин не можеш да го одвоиш историското културно наследство од Стибера, од Пелагонија, можеме таму потекнувате вие, близу Битова, нели? Од Оптичари. Како? Од Оптичари, према границата, према Лерин. Така, значи и од таа страна на границата некои од тие другите антички градови. Значи вие не можете да го поделите тоа со нож, дека луѓето кои живееле во Стибера, пелагонците, горно-македонско племе, главен град на Горна Македонија, и да речам Пела или Бела, Долна Македонија, главен град на Долна Македонија, да ги поделите со нож и да кажете дека еден ист народ денеска добива два различни идентитети. Тоа е лудило. И затоа, место градење на ѕидови помеѓу двете Македонии, северна и јужна, ние треба да градиме мостови и треба да го срушиме тој ѕид и таа граница. Зоран Заев градеше мостови. Со интеграција во Европската Унија. И ние не можеме или немаме друг пат. Јас колку што знам, вие сте историчар исто така, вие знаете дека таа поделба на Македонија беше присилна поделена и истите тие од 1878 година денес е Европската Унија. Затоа толку се со истите ставови, истото влијание. Македонија не сме ниту македонски народ. Не, поделбата на Македонија направена 1913 година под капата на Русија. Не, 1878 Берлинскиот конгрес, кога се поништи Сан Степанска Бугарија. Не, тоа нема врска со поделбата на Македонија. Има. Македонија е поделена во Букуреш. Добро, знам каде е поделена. Како да ви кажам, поинаку се како Берлински конгрес, кога Македонија едве се спомнува, таму нема никаква поделба на Македонија. Со Берлинскиот конгрес, прво држава. Со Берлинскиот конгрес Македонија местото се делеше таму се делеше окупацијата на Македонија. Грешка сте нешто. Со Берлинскиот конгрес се суспендираше рускиот проект за Стефанска Бугарија и Македонија се остави под турско робство. И се нацртаа границите за идните држави на Балканскиот полуостров и Грција. Грешка. Не сум грешен. Поделбата на Македонија се случи 1913 година. Да, после Балканските војни во Букурешт. Да. Со Букурешкиот мировен договор. Значи Букурешкиот договор е дете на Берлинскиот договор. Значи, небитно сега тоа, да не влегуваме во историја. Состојбата е таа што е. Ние не можеме да се вратиме сега назад ниту во 19 ниту во 20 век. Тие векови поминаа, веќе длабоко влегуваме во 21 век и треба да подготвуваме македонската кауза, да ја преводуваме на 22 век. 22 век треба да биде векот на обединување на македонството. Во моментов имаме повеќе форми на македонство. Тој процес ќе биде тежок, пеколен. Па имаме југомакедонство во кое ние припаѓаме, имаме или јужнословенско македонство, како сега да речете го, имаме грко-македонство, имаме бугаро-македонство, сега се создава албано-македонство, имаме турко-македонство
или исламско македонство. Имаме Ние, еден куп ние го идентитети отфрламе тоа македонците. во кој сите ние Непријателите на македонскиот народ може да прават што во сакаат. кој сите ние сме подеднакво македонци од иста крв и месо, меѓусебно раскарани и поделени уште од Римската империја до денес, и на нас ни треба обединување. На нас ни треба заедничка кауза. На нас ни треба елементи кои ќе не врзат во едно и ќе создадат силна македонска свест. Добро, и наброете силна ги тие, припадност господине кон Богоевски, македонската наброете ги култура. тие елементи. Кои се? Како ќе ги примените? Како ќе продрите? Бидејќи пред вас е големо море, океан е пред вас. Како ќе го препливате Па се? првиот чекор е влез во Европската унија и паѓање на границите на поделена Македонија. И тука обединување на може да се обединување на делови на Македонија. може да ве прашам околу тоа, затоа што ме иритира често пати се вели со влез на Европската унија нема да има граници. Дали Пиринска Македонија е обединета со Егејска Македонија? И едната и другата се во Европската унија. Они уште не се во Шенген, имаат уште гранична линија. Меѓутоа, кога Бугарија ќе влезе, ако влезе во Шенген некогаш, они ќе немаат никаква гранична линија измеѓу нив. Така да еден македонец од Кукуш или Стерес, што е македонец од Џумаја или од не знам Банско, ќе може да се комуницираат најнормално како да живеат во иста држава. Да, меѓутоа спрема уставите на Бугарија и на Грција нема македонци. Според уставите на Да. Бугарија и Грција по нација сте сите грци или бугари. По нација. И по народ се. Не, по нација. А додека етнос е слободно изразување на секој граѓанин. Така да, за жал... Каде можат македонците во Бугарија да се изразат македонци? Како така сега зборувате? Каде можат македонците во Грција да кажат дека се македонци? Единствено можат во Преспа да кажат дека се македонци и во Србија. А инаку во соседна Бугарија и Грција немаат право како така. Македонците се под жесток притисок и пропаганда. Тие во нашата држава Република Македонија го зедува идентитетот, а во Грција ќе ни се смивиле македонци. И они се под жесток притисок и во двете држави. Во Грција гледаме одредени позитивни текови и слободно идентификување на македонците, слободно собирање на македонците, одбележување на македонски празници, користење на македонско знаме и така натака. Каде користат македонско знаме? Во Грција. Ова го знаме го користат. Немојте ве молам, немојте ве молам. Може би не сте виделе собирите на македонците во Леринско, Воденско, Костинско. Јас во Егејска Македонија одам од 1990. Се одвиваат. Добро, сега, ајде кога беше Ташко Булев. Ајде зборуваме сега сериозно, да не си раскажуваме басни од 93-та година. 93-та е едно, 2024-та е друго. Ама апсолутно не е дозволено со преспанскиот рок. А тие го брусеа знамето. Отворете на интернет. Ама што да отворам на интернет? Фан страна, Егејска Македонија. Погледнете ги прославите, собирите. Абе погледни кај што го стружат знамето во Македонија сега, не ми кажувај сега таму тоа. Ма ти не ми кажувај на мене. И биди културен во односот. Значи не ми кажувај ти на мене. Добро, ајде кажи му на јавност. Праша, послушај ме ти кажам. Ама затоа после кога те вреѓаат се лутиш, велиш дека се. Ама еве се ти кажувам, ти ме вреѓаш и ти враќам. Па гледаме ние луѓето од Австралија. Ама дали сте слепци или не, еве сакам да ве опулам. Ајде, и слушнime што ви зборувам. Ајде. Отворете фан страни. Ма што ние одиме таму? Зошто да отвориме фан страна? Одиме. Немете. Абе ме слушаш што ти зборувам сега? А не те слушам, тоа ти одиме ние таму. Што да отворам јас? Не треба да отворам. Сега бев во црквата Света Злата. Имаш проблем да мислиш што ти кажувам? Те нервира вистината? А не ме нервира, ти не е употребено. Не ти одговара вистината на будење на македонците во Егејска Македонија? Ова е вистината. Не, ама не ти одговара будење на македонците во Егејска Македонија?
Абе, ова е вистината. Бе, дали те прашувам конкретно, не ти Не ме одговара кога... прашувај мене сега, ти зборуваш, ти треба да бидеш гласан таму. Па еве, слушай ме ти кажам. Јас, мама, не Значи, го лажиш народот. Како така сега ова знаме кога се бруси од во ти дали си Македонија, свесен, ти од дали си свесен шахтите, која навреда ја направи сега врз мене што изјавата го лажам народот. ама Не како ти се, го лажиш народот. ама кога е брусат во Ти го Македонија. лажеш народот. Добро, ајде, Значи, ти го лажеш народот. добро, ајде зборувај. Значи, отворете прослави по повод празници, пред се верски, во Егејска Македонија, вклучително и Солун, не само во Костурско, Леринско, Воденско и така натаму. Ке видите илјанници млади македонци, како одбележуваат празници со македонска народна музика, со македонски песни, со македонски знамења и така натаму. И тој процес е позитивен во Република Грција и треба да го поздравиме. Истаков процес се надевам да ни се повтори во Пиринска Македонија. Во моментов во Бугарија е пожестока чизмата врз македонците отколку на било каде друго место на планетава Земја. Бугарија продолжува старата сталинистичка политика од Тодор Живков и е опасно во Бугарија да бидеш македонец. За жал, се уште. Јас комуницирам со десетици наши македонци од Пловдив, од Варна, наши селеници и од Егејска и од Пиринска и од Егејска и од Вардарска кои се чувствуваат македонци, они знаат дека се македонци. Меѓутоа се плашат да се произнесат како македонци. Да се А во организираат. Грција можат. Бидејќи Бугарија тоа им го забранува се уште, но мислам дека тоа ќе падне и таму. А во Грција веќе имаме пролетни кокичиња, мали, ситни, но барем нешто се случува на темата на будење на македонската свест во Грција. Ние тие македонци, да бидеме свесни, не го имаат истиот наш идентитет, југословенскиот идентитет. Они не се југомакедонци, да знаете. Они имаат поинаков, месен идентитет македонски во Грција. Каков? Повеќе слоен. Ние треба да пристапиме внимателно кон тие луѓе, бидејќи они силно ја прифаќаат нашата култура, нашата музика, нашите носи, нашето влијание од Република Македонија. Кој? Грчките власти? Види се, како да ви кажам, ако се правите слепи при очи и глуви при уши, ја не можам ниту да ве направам да прогледате, ниту да прослушате. Ви кажав, погледнете илјанници видеа на YouTube, кај што илјанници македонци не ми објасни им на македонците прославуваат на македонците од Егејскиот дел на Македонија кои се овде во Австралија. Прославуваат на македонски јазик, со македонска музика, македонски знамења. Погледнете ги, тие ги имате, јас ги споделувам кај мене на фан страната. Јас ги кај сме мене. 100.000 тука во Мелбурн. Од Костур, од Воден, од Лерин, од Драма, Кавала, Солун. Добро, и па тие одат таму, ние одиме. Добро, Уште не враќаат од граница. Можно е, да. Да. Уште има проблеми со... зборувајте за нив, не за мене. Не за мене. Уште има проблем со дел семени трагедии и драми во Грција. И како ќе го дозволат тие сонцето? Мислам дека па тие го потребуваат сонцето, исто во сонцето. Да, ама на сина основа. Така е. Е, така, ама не е исто. Нашето е црвена. Затоа викам, треба да работиме на обединување, на црвеното и синото. На автентичното, бидејќи мешавината на црвеното и плавото дава автентично македонска античка боја, а таа е пурпурот. Вистинската боја на кралската династија. Така да ако сакаме да бидеме поавтентични, треба да го смешаме црвеното со плавото и да го користиме таа кралската боја од времето на старата Македонија. Значи, пак речам, треба да работиме офанзивно на обединување на македонец плюс македонец за македонец, македонец за македонската кауза, македонец за македонската култура.
Небитно е дали вие сте поголеми македонци во Мелбурн, од тие кои живеат во Костов денес, од мене кои живеам во Скопје денес, или од некој друг кој живее во Горна Џумаја во Пиринска Македонија денес. Ама зошто го исмејуваш македонскиот народ? Ние треба да работиме на братско обединување на сите македонци од целиот свет, без да се чукаме во гради кој од кој е поголем македонец. Сите сме македонци. Ајде да се работуваме сите подеднакво за македонската кауза. Секој да даде колку може. Некој образ, некој активизам, некој 1 евро или 2, некој само морална поддршка, да навива позитивно за тоа, но секој да се вложи во битката за македонската кауза. Без меѓусебни расправи кој од кого е поголем македонец. Ете, тоа е агендата на која работи македонски концепт. Добро, На понатаму, обединување. да, како ќе продолжите понатаму? Мислам, сепак иселеништвото нас не интересира Преспанскиот договор. Ќе го отворите ли уставот за бугарите да влезат, бидејќи никој нема проблем дека можат бугарите да влезат во преамбулата на уставот на Македонија? Не, ние имаме проблем, ние сме против тоа. Ние сме против тоа, ќе се бориме во рамки на платформата опозициона за да не се случи тоа, колку можеме, бидејќи според нас не е целта на Бугарија да ги внесе во устав 2-3 илјади бугари или македонски државјани или македонци кои се чувствуваат себе си за етнички бугари. Целта на Бугарија е да изврши насилна асимилација врз сите етнички македонци кои имаат бугарски пасош, бугарско државјанство, и да ги представи како етнички бугари во Македонија, и бројката од 3.000 да порасне според нив на 130.000, според мене таа е неточна бројка, некаде околу 80.000 се го прашање, но и тоа е преголема бројка. И второ, Бугарија сака да бугарите кои ќе влезат во македонскиот устав се водат како дел од бугарската нација. Како што албанците бараат, Али Ахмети цел време не зборува, да ја обединиме нацијата. Он не мисли на македонската нација, он мисли на албанската нација. Да. И сакаат да направат бинационална држава во Македонија, каде што албанската нација ќе биде присутна на македонска територија, но ќе биде дел од една голема Албанија, голема албанска нација, од Косово, од Албанија и така натаму. И исто да го сакаат сега бугарите. Бугарите сакаат сите македонци со бугарско државјанство, бугарски пасош, да бидат дел, као што се по уставот на Бугарија, да бидат дел од бугарската нација и во уставот во Македонија да бидат како дел од таа нација. Тоа е веќе трилатерално или создаваме држава во која главен збор ќе има две нации, албанската и бугарската, а ќе оспоруваат и едните и другите македонската нација. Значи, фактички Македонија ја враќаме за време на пропагандите во 19 век и ја даваме Македонија на тацна на нови поделби и столниша за Сан Стефански Бугарии и големи Албании. И двата руски проекти. Ние сме против тоа, знаеме дека тоа им е целта на бугарите и затоа викаме бугари во устав никогаш, па ниту тогаш. И затоа го предлагаме граѓанскиот устав како решение за да немаме етнички заедници во него, а да имаме македонски граѓани, во која преамбула останува македонскиот народ и неговата историска борба за национална и социјална слобода и државност, наведувајќи ги сите акти, вклучувајќи го и дополнително македонското востание, но и враќање на сите акти од Аснов, кој зајко ги избриша од уставот по бугарски натиск, по бугарско барање. Да, Христијан Мицковски го кажува ова реченица ја кажува: ние под диктат на Бугарија нема да го отвориме уставот. Присилно,
Значи остава простор дека ќе се отвори уставот. Како тоа ќе го изменеджирате македонски концепт со ВМРО Ние ДПМН и останатите? ние ќе влијаеме А колку што нормално дека можеме. тука ќе ви бидат и од албанската страна Касами и овие и што се четворица Таравари ќе Таравари се и Африм Гаши значи што пееше ние албанска химна во собранието. ние ќе се обидеме со нашето влијание толкаво колкаво е, колку што ни даде народот, пазете. Народот ни дава влијание. Ако ни даде народот поголемо влијание, ќе Нормално влијаеме е, повеќе. Ако народот ни даде мало влијание, ќе влијаеме малку. Значи, во оваа насока во која ви објаснав до сега, ние ќе се обидеме да влијаеме и врз ВМРО ДПМН, и врз останатите партии во таа опозициона платформа Обединета опозиција, да ја прифатат визијата за граѓански устав. Не сметаме дека треба да се оди со продолжување на постоечкиот устав кој е толку многу стечен, лепен, монтиран, е веќе дисфункционален. Но мнозинството одлучува. Ако мнозинството во коалицијата, во платформата, одлучи да се оди во друга насока, ние не ќе можеме да донесеме решение според наш вкус и ќе го почитуваме ставот на мнозинството, додека учествуваме нели во таа платформа, бидејќи поинаку и не може. Демократијата е тоа. Сите имаме право да има ли кажеме можност или место во коалицирањето за Левица и за знам за наша Македонија интеграт, тие се веќе надвор и сега Палчо не е тут во Македонија, меѓутоа партијата се уште постои, мислам. Дали има место за нив за окрупнување на опозицијата? Ве молам од еколошки причини да не го спомнуваат името на Палчо и партијата негова, бидејќи добивам нагон за повраќање кој ќе ми го спомните. Инаку, во врска со Левица и Знам, јас ги повикував 2-3 месеци да се разговара за таа платформа во која они би добиле повеќе пратеници кои што ќе добијат сами. И дури емпириски им пресметав математички дека ќе добијат по 2 пратеници плюс двете партии. Секако и ВМРО ДПМН ќе добиеше плюс. Секако и македонски концепт ќе добиеше еден пратеник. И така натаму и така натаму. И колку би бил максимумот? Можеше да се достигне до 70? Не. Со се Левица и Знам за наша Македонија? Не, невозможно е, не излегуваат македонците на гласање. За жал. Многу се разочарани, многу се потиштени, многу се понижени, многу се изгазени, многу нашиот народ е изнамачен, премногу се понижени во состојбата во која се наоѓаме денес во Македонија. Ние македонците не сме свој во Македонија, ние сме измеќани во собствена куќа, ние сме под кирија во Македонија. И толку многу тоа влијае негативно врз македонската свест, тоа намерно го модифицира и го надградува ДУИ, и тука му помагаат СДС измеќарите, што, верувајте ми, најтешко ни е во оваа кампања. Не ни е тешко да ги убедиме да гласаат за нас, туку ни е тешко да ги убедиме воопшто да излезат на гласање. Колку повеќе етнички македонци ќе излезат. Не веруваат во институциите, затоа што Да, во ништо не веруваат. Едните дојде, другите дојде, истото. 30 години. Значи, еве и јас се обидувам да зборувам, тргнав на посета по општинските и по местните тимови на македонски концепт, бев во Источна Македонија, Јужна Македонија, бев во Западна Битолско. Верувајте, луѓето, најголем проблем е како да ги убедам да имаат доверба воопшто во изборниот процес. Они дури се убедени дека калето одлучува кој ќе победи. Америчка амбасада. Ако излезат на гласање, не може калето да одлучи. Така е. И ја едва им објаснувам, луѓе, ние одлучуваме со нашето гласање. Верувајте, калето ниту го интересира, ниту може да одлучи за нас. Тие можат да вршат притисок, меѓутоа ќе ти речат пак на крајот вие одлучувате, ние не ви рековме. Така е. Ние не ви натеравме. Ама верувајте, многу ми е тешко да им објаснам на македонците. А ги знаеме ние овде како работаат, затоа мислам знам како јас не ти реков така да правиш. Дека странците не одлучуваат за нас, ние одлучуваме. И тука многу се изнамачуваме, да знаете,
да ги гласачкото убедиме да излезат и ако успееме да мотивираме да излезат барем уште 10% плюс од бројката која се спрема сега да излезе, ја мислам дека без проблем ќе се достигнат 61 пратени. За да, каде што сте вие, да. сметате ли овие колку ќе добијат? Мислам сега добро спрема анкетите одиме или вашето мислење. Колку би колку- мислам дека Максим Димитриевски ќе добие максимални 2 пратеници, а Левица би добила 3 до 4. значи Од прилика таа е мојата процена. 5, а Интегра не би добиле ништо, а? Не. Интегра, мислам дека сега е во коалиција со Гром на Стефче Екимовски. И настапија со кандидат на председател Стефче Екимовски. Тие нема да добијат пратеник? Не очекувам да добијат пратеник. Па ете до сега имаја најмалку по 20, тројца. Не, ама тие беа во коалиција со ВМРО ДПМ. Беа ставени на листата. Вие се Да, откажавте, вие се откажавте од пратеничко место на Да, ќе ви дадат позиција некоја друга, веројатно по долниот ешалон, нели? па не сум јас толку за позициите во ешалони, колку што ми е битно да се смени оваа власт. Многу е битно да се смени власта безприговорно. Ако се случи за евизмот да продолжи да управува со земјава во било која форма, он е многу умешен и он ги менува формите, но во суштина е за евизмот. И ако ние за евизмот го оставиме да владее уште 4 години, ние ќе изгубиме Македонија како држава. Добро, Мораме тоа даоспречиме. Како можеше толку многу еден Заев да цела нација, цел народ да го поведи, да го заведи и да не му дај вода да се напија низ... Па видите сега, и ние сме сите виновници на некој начин за тоа. Сите имаме одредена вина. Например, 2020 година, за време на кампањата, не мораше ние да ги пуштиме независните листи. Можевме и тоа се договориме со ВМРО ДПМ на сличен начин. И наместо ВМРО ДПМ да изгуби 2 пратеници минус да има од таа кампања, со тие 2 пратеници плюс ќе беше пата или над СДСМ 2020 година. Ќе ги зголемевме шансите за да падне Заев 2020 година. Значи, кога беа реформите во ВМРО, немаше потреба од таков хейт, омраза, плукање меѓусебно, прогласување на предавници, бесење на луѓе и глупости. Можеше тоа да се прифати како една нормална иницијатива на млади луѓе кои размислуваат прогресивно и поинаку за решавање на состојбата, да се спречи Заев да дојде на власт. Бидејќи бевме обесени, буквално рапснати јавно, на некој начин му дадовме простор на Зоран Заев да искористи да формира владата која после тоа направи катаклизмични процеси по македонските прашања. Кавгата со опозицијата, со другите партии. Сега има кавга, нели, Стефче со ВМРО ДПМ. Има Интегра некој кавги. Јас се обидов да ги спојам сите, верувајте ми. Се обидов да разговарам со сите лидери. И со помали, и со поголеми, така натаму. Верувајте ми дека поголемиве лидери во наводници не повисоки по раст, него еве имаат поголеми политички партии. Полесно се разговараше и порационално визави со некои лидери од политички партии кои имаа едва 1000 или 800 гласа на претходните избори 2020. Тука не ги спомнавме, да, Ера трета, пак суверенистите, кои беа други? Работничка партија, демократи, десница, мислам, не десна на овој палче, десница има една друга партија. Има уште десни на партии со кои разговаравме. Верувајте, нивните суети беа преголеми за мојот авторитет. Да ги скрши, да ги надмине нивните суети. Јас сум сепак лидер. Не знам дали знаете дека македонците во селеништвото чекаат спас на овие избори, уште ако овие избори и понатаму се продолжи со истите чекори. Знам, да.
Знам дека е така, Што се ќе знам дека е кренат раце така македонците од и странство. ги охрабрувам сите наши македонци од цел свет да помогнат колку што можат. Да се јавите кај ваши роднини, пријатели во Македонија, да ги мобилизирате, мотивирате, да им објасните дека од нас зависи, од нашето гласање зависи кој ќе формира владата, а не од Окрупнување некои на опозицијата. Да, Окрупнување. правиме еве и укрупнување на опозицијата колку што можеме. Тука најде на голем хејт тоа. Левица предводи кампања веќе 3 дена жестока против окрупнување на опозицијата и тоа го прави во интерес на ДУИ. Максим Димитриевски молчи, мислам дека нема никаква изјава во врска со последното обединување на опозицијата, меѓутоа внатрешни структури во ВМРО ДПМН исто така хејтаа, навредуваат, објавуваат лажни вести од типот дека македонски концепт бил во коалиција со СДСМ, па сме го напуштиле, бродот што тоне, па сме дошле во ВМРО. Тоа се глупости. И во политиката има секакви игри, меѓутоа најважни се националните интереси. Ако вие стоите зад националните интереси без И сега ми е жал се што потребни тие зборови за омраза оваа и разгар. Данела Арсовска, градоначалничката на Скопје, исто така и поклонија партија Нова алтернатива се вика, од луѓето од Тупурковски формирана на времето. Не знам дека воопшто постои таа партија, СДС ја пререгистрирали и ја дадоа на Данела. Значи, и она сега да настапи самостојно. Мене ми е многу жал што во Скопје ќе имаме 3-4 листи опозициони, кобајаги опозициони, организирани од СДСМ и од ДУИ пред се, и мобилизирани од ДУИ пред се, кои ќе се обидат да направат максимална штета на успехот на нашата платформа и факторизирање на максимален број пратеници во Кецот особено. Тоа го прават бидејќи Мицковски е носител во Кецот и сакаат да го омаловажат него како личност, да добие помалце пратеници. Добро, тука не викам дека Ајде да се завртиме на позитивното, го заокружиме. Тука можеше да се прави обидување допълнително. Окрупнување на опозицијата, до кога се последното време за коалицирање? Јас и денеска, еве да завршам со вашето интервју, се слушнам повторно со уште 3 партии. Ке пробам до крај што можам да направам, меѓутоа на 29-ти е закажано подпишување на коалициониот договор на таа платформа. 29? Задутре, да. Денеска сме 26, значи за 3 дена е закажано тоа подпишување, закажана е заедничка пресконференција која ќе лидерува лидерот на опозицијата Мицковски и тука завршува веројатно тој процес. Добро, можно е и после изборите коалицирање. Можно е соработка и со неформално подпишани договори. Да. Значи не мора да биде подпишано све. Може и соработка, изборна соработка наменска. Значи не мора некоја партија да пушти листи во сите изборни единици кај што нема шанси да победи, а да направи штета само на опозиција. Ја би продолжил да ги убедувам моите колеги, лидери на политички партии, да не го направат тоа. Бидејќи еве јас кажав јавно неколку пати, грешката која направивме 2020 година нема потреба да ни се повтори. Нема потреба да ни се повтори. Зошто за 100 гласа? Добар ви е предлогот за македонска нација, ако го прифатат од типот на Австралија, на Америка. Видите, ние во Австралија имаме 230 и нешто етнички заедници. Како што рековме, во нашите документи сме ние сите австралијанци и нацијата е австралиска нација, народот е австралиски. Тоа е тој концепт. Канада, Америка. Канада, Америка. Исто како Америка. Да. Добро. Не знам дали имате уште нешто да додадете околу окрупнување на опозицијата. Па јас би ве повикал луѓето кои
сакаат да помогнат на македонската кауза, особено помлади, кои имаат изградено веќе професии и кариери насекаде низ светот, вклучително кај вас во Мелбурн, во Австралија, да ми се обратат на социјални мрежи, ме има на сите можни мрежи, не е проблем, ќе ја примам пораката, ако не е за ден, за 3 дена ќе ја најдам, секако ќе се појави, да искомуницираме, да дадете поддршка. Нема да ме разберете погрешно. Не е Не бараме погрешно, пари. јас да пренесам Не бараме, јас не да бараме, пренесам не преку бараме, да не ме сватите погрешно како некои други што прават. не. Ниту бараме пари, ниту бараме финанси, ниту бараме друго. Бараме да се вклучите активно, како е еврејската дијаспора. Еврејската дијаспора буквално управува со процесите во Израел. Зошто да не? И македонската дијаспора не биде силна, факторизирана во Македонија и да управува со низа процеси во земјава. И јас не гледам проблем зошто. И французите имаат таков устав, Да, каде што вие имаат сте, диаспора. вие посебно помладите генерации македонци, родени пораснати во Австралија, се послободоумни од нас тука во Македонија. Ние сме пораснати по жесток режим, тука и проблеми. Добро, и транзиција. да го привршиме интервјуто. Јас сакам само тие млади луѓе ќе може да дадат дополнителна вредност во демократскиот развој на Македонија. така е тоа, ако се прифатени, затоа сакам да кажам дека треба Од да македонски концепт ви ветувам, ќе бидете прифатени како браќа и сестри, целосно рамноправни со секој еден член во партија. Вклучително и мене. Да, и на крајот сакав еве преку вас да пренесам за македонска заедница овде во Австралија и медиумите дека не треба да се одважат, еве како јас ве поканив, дојдовте на интервју, Максим беше на интервју, Стефче Јакимовски, политичарите, вие политичарите не треба да се плашите од нашите прашања. Не треба да се добро, јас кажувам преку вас за сите општо. Вчера имавме една жестока дебата на полноќ. Да, кажав на јас на почетокот, да ја не се плашам од сите прашања, значи не ми сметаат на мене. Зашто мислите, слободно прашувајте ме, ако сакате да пренесите на другите политички партии, лидери, пратеници така натаму, кога ќе пратиме некогаш, не мора вака цела, не мора вака цела емисија. Може ми поставите прашање на месенџер или во некоја друга група, социјална мрежа, ја можам да ви уснимам одговор, или на писмено, или устно да ви одговорам. И да ви испратам снимен одговор, вие може да го емитувате. Да, ама нас ни требаат и другите политички партии. Еве, вие сте доста... Не, викам, до мене што е, ви стојам на располагање 24/7, секој да ми се обратите, секој ќе можам да ви одговорам на се што мислите дека е потребно и што е во интерес на јавноста. Бидејќи ќе се состанувате вие, еве, пренесете го барањето наше, кога ќе побараме интервјуа од нив, треба да се одважат и да го ценат македонскиот народ што е во иселеништвото, затоа што мощне значаен е за Република Македонија. Вие сте 2-3 радија или како се викате портали или на интернет. Радија се како портали. Кажав дека е радија, фреквенција е 92,3 FM. Така, и сте присутни и на социјалните мрежи со тие радија, со новите можности, новата технологија. Вие сте чувари на македонскиот идентитет таму. И јас така ви гледам. Може некојаш нема се согласиме за се, нормално. Јас би сакал да постоите уште повеќе, да се умножите особено во литература, во библиотеки и највеќе во школи, во кои ќе се изучува мајчиниот од македонски јазик, занемарите. Добро, господине Богоевски. Ако успееме да влијаеме ние на некои процеси во земјава, во образованието, ви ветувам дека ќе се погрижиме во секоја една македонска црковно училишна општина, Македонија, на буџет, на трошок на државата, на Република Македонија, испратиме учители по македонски јазик и македонска историја. Добро, ви благодариме многу за отстапеното време, посекуваме успех и можно окрупнување, но и зачувување на македонските
интереси, односно сосема спротивен правец од ова што досега се водеше од 8 мај натаму. Нормално очекуваме ние македонска преродба и Македонија да биде поинаква. Нормално владата, исто така и председателството. Се надевам овој пат да биде вистинска преродба, да не биде лажна повтора. Ви благодарам уште еднаш и Благодарам на поканата. Здрави живи и поздрав до сите вас. Поздрав.